Radio Ravel 96 FM. Ravel 96 Radio Ravel 96 FM. There are vipers peeping in. Like free speech. Down the street. Мезанин. There's all these hoardings on the capitalism. Меѓупростор на Радио Равел. Mass unemployment. Rough smooth. Arsehole wank. We've got 5 million on the dollar in Britain. Музичка емисија. We've got to get the working class back to Мезанин. work. Ordinary people back to work. No Queen. No Charlie Boy. And no Britain. No America. And no 96 FM. Мезанин. Еден, два, три. Мезанин. Здраво живо, добре дојдовте во новото издание на Мезанин на Радио Равел. Стартувавме со Sex Pistols и со Holidays in the Sun.
за чисто на некој начин да го одбележиме блискиот почеток на ова лето, меѓутоа пред се да го одбележиме нивното гостување во рамките на новото издание на Екзит фестивалот кој ова година ќе се одржи од 10 до 13 јули на Петрова Радинската тврдина во Нови Сад. Вечерва имаме и гостин во Мезанин, се работи за Владимир Лазоровски Адо, пиарот на Југотон кој на некој начин го покрива овој дел од балконот за сите оние заинтересирани кои сакаат да бидат дел од овогодинешниот атрактивен Екзит фестивал. Додека го чекаме Адо да пристигне во нашето студио, одиме со избор на музика од пар луѓе и пар бендови и музичари кои оваа година или пак претходните години биле дел од Екзит фестивалот и на некој начин го одбележале постоењето на овој прилично значаен музички фестивал, бидејќи според некои медиуми Екзит станува еден од најатрактивните фестивали на отворено на стариот континент последниве години, дури преземајќи го и приматот на еден Гластонбери фестивал или пак на Ридинг фестивал, фестивали кои се прилично извикани во 80-тите и 90-тите години на минатиот век. Како и да е, за сето она што комплетно оваа година ќе биде лајнап и интересни придружни програми на Екзит во Нови Сад, како што споменав од разговорот со вечерашниот наш гостин, до тогаш одиме со пристигна Адо, сепак ќе чуеме пар теми. Ми се чини дека Moving on Up, Primal Scream, нели? Океј, ајмо. Мезанин. I was blind, now I can see. You made a believer out of me. I was blind, now I can see. You made a believer out of me. I'm moving on up now, getting out of the darkness.
беше големиот хит на Primal Scream Rax, тема која навистина во 90-тите години беше една од ударните во сиот оној бран кој дојде од британскиот остров. Вечера правиме кавер на новото издание на Exit Fest во Нови Сад и токму затоа слушаме музика од бендови кои ќе бидат вистинско освежување да се видат во живо токму во Нови Сад од 10 до 13 јули. Sex Pistols и Primal Scream на фреквенцијата на Радио Равел во Мезанин, а продолжуваме со уште еден човек кој иако ќе биде фино да се види во Нови Сад, сепак ние имавме привилегија да го видиме во Скопје пред пар години. Погодувате, се работи за Ману Чао и неговата откачена дружина, човекот кој оваа година промовираше ново албумско остварување, човекот за кој Емир Кустурица направи еден интересен видеоспот за првиот негов најавен сингл, но сепак вечерова се посетуваме на две големи хитови од него од претходните албуми кои ни ги испеа во живо и во Скопје. Меѓутоа ќе одиме и со две теми од новиот материјал. Ману Чао! Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 1 minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Me Reloj. gusta su cocina, me 1 gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Radio Reloj.
5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. 1, 2, 3. Mezzanine. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Politics need votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics use drugs. Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. 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 Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Today it's rain. 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 Inside was not the place to be. The world go crazy. It's an atrocity. In Congo, still no place to be. Thanking me body, it's a calamity. Go my side, be mellow. Go my side, be shy. Go my side, be mellow. Go my side, be shy. In Monrovia, there's no place to be. Women go crazy.
Океј, се враќаме во студиото, слушате Мезанин на Радио Равел, вечерва комплетно посветен на новото шесто поред издание на Exit. Девето. Да. Девето, браво. Да, имаат и нулта Exit. Да, наопаку се заврте бројка 6-9. Здраво, Владимир, шо приш? Ева, добре најдов. Да, вечерва наш гостин Владимир Лазуровски Адо, човекот задлужен за сето оно што се нарекува организација на Exit, меѓутоа кај нас овде во Скопје или во Македонија, бидејќи има, се надевам, заинтересирани од целава држава заминат горе во Нови Сад. Па значи, првото нешто што би ти го кажал е дека нешто интимно ми се случи проблем кога ги најавив на блог еден цените на влезниците во Македонија, ги најавив во евра. И се случи еден мини форум, значи 30 коментари се собраа во еден час, како тоа во Македонија чини 55 евра влезница, а во Србија чини речи си 85 евра во редовна продажба. И тоа беше прво, значи има некој момент Exit сака да не разгали нас како македонци, најверојатно бидејќи првите чекори на Exit се поддржани силно токму од Македонија, значи над 1000 луѓе имаат отидено на Exit на првите 3 настапи, што кога се уште не беше толку популарен фестивал. Значи пресметано во некои финанси е сериозна поддршка. И тоа се случува. Сега Exit во 2007 година во ноември негде на средина, всушност во првата половина, доби награда на UK Festival Awards за најдобар европски фестивал. Значи тоа самото тоа како аргумент кажува едно, и мене омилениот дека The Guardian дневникот го прогласи, всушност го смести во 12 најекзотични дестинации за летото 2008 во светот. И навистина е екзотично, бидејќи самата таа тврдина, тоа е првата причина зашто Exit е толку спектакуларен. Тоа е најверојатно најубавата и најверојатно најголемата тврдина поставена од Австро-Унгарското царство во своето постоење. И самиот Дунав, самите цени, самата цена на пивото всушност привлекува годинава, само за годинава 25.000 англичани. Значи во Лондон досега продадоа 25.000 влезници, лани продадоа 12.000 со многу интересни комерцијални решенија. Например, ги испратија англичаните со понуда да купат карта за следната година со попуст од 40%. И за нив не е проблем. Така, и самото искуство на англичаните, да повторам, цената на пивото го направи Exit да има над 30% странци гости. Освен Тоа е главниот комерцијален момент. Кажи им на енглезите, ефтино пиво ќе дојдат и на Антарктик, човече. Да, може. Океј, ајде еден мал историјат на Exit, веројатно си запознаен. Што е она што мислиш дека го направи овој фестивал значаен и толку извикан последниве години во Европа, за да привлече луѓе од Унгарија, нели пред се од соседниве земји, бидејќи овде немаме таков историјат на големи случувања, освен пар бендови ако се најдат, па се сместат во еден ден и тоа се прогласи за фестивал. Значи, што е оној клучен момент што Exit го направи толку успешен фестивал? Не знам како би звучал таков еден коментар, ама некоја државна свест. Ајде да не одим во национални води, тоа е бизарно на Балканов. Државна свест, значи Exit во првата своја година оди и се представува пред градоначалникот на Нови Сад и бара всушност споменик на културно наследство, потенцијално сквернавење и така натаму. И без никаков проблем тројца ентузијасти со огромна поддршка од младината на Нови Сад ја добиваат таа поддршка и почнува нешто што во самата суштина е бунт кон тој Слободан Милошевиќ. И почнува една Exit нулта година со програма спонтана сосема што трае над 10 дена. Тоа е 2000-та година. Така, да. Веднаш по бомбардирањето. Да, меѓутоа, мислам, јавна тајна е дека сепак и доста странски пари се влезени во овој фестивал, за да биде треба и да си умешен да ги искалкулираш и да им најдеш пат на тие пари за следната година, парите кои ќе се заработат.
да ги инвестираш во третата, па во четвртата и Па да во дојдеш придружни настани како и што се случи и и да не така ти е, натаму. да не ти е никаков проблем, пример Фарел Вилиамс да го донесеш. Така. Не знам колку би значило за слушателите на Радио Равил Фарел Вилиамс, ама Не ги подценувај. тоа е тоа, не го подценувам вкусот, туку времето за слушање. Знаеш, не е лесно после Тимбалент и Доктор Дред, човекот што важи за најголем продуцент во поп музика, да си го најавиш ти ноншалантно и тоа да се случи, како што го најавија впрочем лани Snoop Doggy Dogg или Wu-Tang Clan или Beastie Boys. Да, дефинитивно се работи за голем проект и дефинитивно зад него треба да застанат и политичките структури, како и што се случи тоа. Нели почнувајќи од градоначалникот Така, на Нови Сад, па до се сите тоа, оние да. придружни и невладини организации Знаеш кои на како, некој начин го поддржуваат. Мојот впечаток беше, да бидам искрен, ја на Exit не сум бил. Бев на Red Hot Chili Peppers, што го зборувавме неформално сега. И не е само државната структура, значи сите вести што одеа на радиото во автобусот до самата Инџија, во секој вести имаше прилог со број на посетители до сега, очекувани посетители, сообраќај од каде е згрчен, каде е полабав, какво ќе биде времето, прогнози, значи внимание, но многу интересна појава. Целата земја живее практично за еден настан. Го ценат убавото во Па да, тоа е веројатно вториот голем настан музички што им се случил на србите после концертите на Цеца, предпоставувам. Па најверојатно само гледаш не сум размислил, ама мислам дека после Цеца е после Exit. Дека освен Цеца никој немал толку настапи. Океј, Адо, ајде да одиме со она што оваа година е главно на Exit. Прво ќе направиме мала рекапитулација на минатата година. Исто јас не сум бил на Exit, а овде сме двајцата и говориме за тоа без разлика, нели? Лани го следев прилично Exit преку сите оние коментари, читови и сето тоа што се случуваше околу фестивалот, беше прилично хип-хоп ориентиран лани. И ми се чини дека многу од публиката забележуваше поради тоа. Мислиш дека им пречеше тоа? Па во смисла можело да се направи комбинација од различни стилови, да влече повеќе на хип-хоп, меѓутоа не да биде доминантен хип-хопот како тоа што се случи лани. Да, па не изгледа се учат на искуството, зашто и годинава има интересни хип-хоп фаци. Значи антолошки ликови во хип-хопот, но има некој баланс, има и комерцијален момент, но знаете кога има 600 изведувачи, мислам дека секој вкус може да се избалансира, а со тоа што се вика хедлайнер, има од неколку области има годинава. Мислам, годинава ако гледате низ таа призма, испаѓа дека годинава е на британската музика посочен фестивалот. Но ете не се чувствуваат луѓето така, едноставно тоа нешто се продава за добра цена и блиску е, има репутација, има традиција веќе на стабилни нозе и тоа е тоа. Така. Ајде пред да одиме со главните луѓе кои ќе настапуваат на главната сцена оваа година. Секоја година обично има по пар бендови од Македонија што настапуваат на Exit фестивалот. Според информациите не поминуваат баш сјајно, меѓутоа тоа е нели еден фестивал каде што може да те видат различни луѓе од различни делови на светот и баш да направат некој фин контакт со тебе, нели како музичар. Оваа година како стојат работиве со македонските музичари на Exit? Од тоа што се појавило македонско на Exit, всушност поминале добро Есма Реджепова и поминал добро Кирил Џајковски. Кирил беше на главната сцена. Не беше на главната, беше на Fusion стејџот, тоа ти е поголеми на втората. Токму и оваа година ќе биде на таа сцена. Кирил исто, да? Да, Кирил, но овој пат е со Дуке Бојаджиев и со прекрасната Тике Вондер. Да, нешто што мене ми изгледа доста свежо и требаат уште петорица штипјани роми многу спремни, многу млади момци. Серчук оркестарот, можам да споделам со тебе искуство во Загреб што се случи на Vipin Music фестивалот предходната среда. Беше таму? Да, како тоа беше неверојатно. Значи
Ник Кейв не го гледав затоа што пристигнавме со Кирил ноќта токму кога настапуваш. И сега тоа е тоа, мислам не можам нити да се жалам, нити да се фалам, а доколку ми Здравје, ќе го донесете во Скопје. Да. Може и тоа е варијанта, тоа денес го спомнавме токму за Мија која откажа турнејата. Кирил настапи во Загреб на Тубор Green Stage, тоа беше една сцена под шатор со капацитет слободно некои 5-6 илјади луѓе. Не можеше да се пополни целиот, бидејќи врнеше дожд, беше спарно, но имаше сигурно над 3000 луѓе, значи не карикирам, не калкулирам со бројки. И реакцијата беше за мене збунувачка. Прво звукот, самиот звук на Кирил е подготвен од еден батка од Австралија, Марк, што го следи во последниве 10 години. И самиот звук што излегува, самата продукција на лице место е многу специфична и многу убаво изреагира загребчаните. Значи од клубски моменти имаше од отварачки, цигански моменти, тоа беше неверојатно. Добро, загребчаните се шминкери, они сакаат така. Шминкери, да. Ама и кај нас запали, ама во шминкерско диско. Беше во Колосеум Кирил. Не е шминкерско, всушност Колосеум е скопско диско веќе последниве неколку години. Така да. И се преполни. Еве сега во Бања Лука ќе настапува на 14. Супер. И на Exit настапува на 12 јули, повторно на Fusion Stage-от и пример србите го најавуваат, официјалниот сајт на Exit вика Чајковски на 21 век. Значи, но не знам дали е прикладен збор пали, но вреди таа музика кај нив. Супер. Океј, ајде, одиме со мейн стейџот и сето она што четврток, значи. Четврток започнува 10 јули, овде ти е грешка, јуни си напишал, ти сакаш веќе предвреме да видиш на Exit. 20 часот Bell Race. Bell Race е еден бенд кој што е всушност вметнат, предпоставам дека им е драг на организаторите, многу квалитетен бенд се всушност они, доаѓаат од Австралија и во последниве неколку години имаат успеси многу, пример нивни теми ги зимаат CSI, не знам такви блокбастерски серии и добри се за само отварање, но тоа што следува после нив мене например личниот вкус никако не може да ми го одобри, но така функционира современ комерцијален производ. Анкета си прави Exit од крајот на Exit од 2007 година и им вели на сите граѓани на Србија, кажете ни кого сакате да донесеме. И највеќе гласови добива финска опера рок сензација. Nightwish. Да. Тоа е финска рок опера сензација. Да. И многу успешна, збориме во Што тоа симфонија гледаме на Не, клавиатури се во принцип. Две клавиатури, вистинска оперска пејачка, многу почитувана и неколку гитари. Финците се откачени од секојаш експериментираат. Тотално. Апокалиптика да речеме. Да. И ова е сензација на вистина. Значи, ако гледаме по продадени и по симињани песни од интернет и по платени карти за концерт, тоа е тоа. Јас не би отишол тоа да го посетам, но ете, 200.000 луѓе се изразуваат дека тоа сакаат да го видат и тоа им го сервира. 23 часот Нерд. Нерд е всушност тој Фарел Вилијамс, што го спомнав. Фарел Вилијамс, пример, It's Getting Hot in Here на Нели, еден неверојатен хит од 2002 година. Што тоа е хип-хоп некоја варијанта? Тоа е R&B варијанта, Нели and the Saint Lunatics, тоа беше го пласираше Нели на небото практично. Они се банда од средна школа што продуцираат и ете имале прилика да имаат неколку соработки со артисти од таков калибар. Например, на последниот албум на Мадона, Фарел Вилијамс е продуцент на неколку песни. И тоа е тоа. Значи, ако бара некој бит, ако бара клубски звук, ако бара кристал од звукот, Нерд се тие. Значи, хиерархијата оди Доктор Дре како најклучен во таа сцена, Тимбаленд кој што растура во последниве 2 години и
Нърд следуваат. Така. Тоест Фарел Вилијамс. Со Мија што правиме? Мија Со откажа, Мија, денес се со Мија дознала. како што Има веројатно вели, нека замена. како Или? што, они Следи, велат, веројатно. они велат бараме достојна замена, бидејќи мене лично Мија ми беше фаворито, значи Мија сакав да ја видам во живо, нешто што е најсвежо. Нас раперот од Нью Йорк вели дека единствено нешто што звучи на иднина во последниве 5 години е токму Мија. Мија нема да ја гледаме за жал, ама како според риториката на организаторите на Exit следува достојна замена. И потоа, после таа достојна замена, се надевам дека ќе биде нешто многу шизичко. Барем близу до Мија следува нешто што се вика Main Stage After 2. Значи после 2 часот не се симнува квалитетот, туку се симнува не знам како да ви објаснам тоа, се одлични артисти, се симнува сензацијата околу некое име, пример Nerd или Nightwish, се симнува сензацијата, но забавата продолжува до 5 часот утрината. Но и Зија и MC Verse следуваат, значи од 2 часот по полнок. Имаат DJ Hype и MC IC3. DJ Hype и MC Значи, IC3 отприлика настап. DJ MC варијанта ќе биде после 2 часа, така нешто. но тоа се најчесто бендовски полубендовски варијанти, значи може да има и влета. Денс Арена, ми се чини во Exit. Денс Арената е една од најголемите, само во Бразил има подотворено толкава сцена. Значи за да не биде конкуренцијата голема, да, нели? да. И за да не биде ова типична денс варијанта. Љуби нови са таква варијанта. Так. Љуби, мислам, Рони Сайс име домакин. Рони Сайс има After 2 настапи 2 еден по друг, значи со пауза од 1 час, он во иста ног ќе настапи 2 пати. Така. Океј, меѓутоа до овде не гледам некој големо име, сериозно, првиот ден. Па тоа е тоа што е Нърд. Дека следните 3 дена прилично набиени добри и култни имиња. Нърд е нешто Веројатно што лајнапот не им се погодил, а? Бидејќи сите се на европска турнеја, па навратуваат до Нови Сад, па не, сите големи звезди што се на европска турнеја го имаат Exit во план. Значи може на навраќање да поминат на некое друго место, но Exit има своја репутација. Приоритет, така. Има приоритет. Тоа го сместуваат во категоријата на фестивалите што ги спомнати во самиот Вовет. И во првава ноќ Мија е нешто што е големо име, нешто што е надежно. Нема да го видиме, сигурен сум дека ќе го заменат, ама за Нърд не се давам, верувај ми. Тоа е стварно сензација. Прифаќам. Мислам дека бевме доволно долги во првиот блок. Останува представувањето на следните 3 главни вечери, вечерите на Main Stage-от. Меѓутоа до тогаш го слушаме Пол Велер, еден од човекот кој ќе биде дел и една од големите звезди на овогодишниот Exit фестивал. Слушаме исто како и при случајот со Ману Чао, 2 постари, 2 понови теми од овој англиски шизик. Одиме. Say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. My nuclear textbooks for atomic rhymes, and the public gets what the public wants. But I want nothing society's got. I'm going underground. But if the brass bands play up, start to pound, going underground. Let the boys all sing, let the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As it lies, wash you down and their promises rust. Using killing machines with paper, rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. All of the brass bands play on beats.
Radio Rebel 96 FM. Past midnight's hope, the world's awaiting. I'll wait for your love, but I close my eyes, just painting paradise. Yeah, I promise. Yeah, baby, say that's what you're thinking. No, I know it. I'm sinking. No, I feel it. No, you feel it too. Across the water, there's a boat that will take us away. Yeah, 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 yeah. Shining for me. I need it to be, but I can't find the key. Want to make me believe. Late at night, the world is dreaming. Way past the stars that ignore our fate, all too late to save us. Save us. Hey, baby, do just what you're thinking. No, I know it. Yeah, but I'm sinking. No, I feel it. No, you feel it too. Across the water, there's a boat that will take us away. Out of the sadness, far from the madness, into sunlight. Yeah, out of the sinking. Yeah, I feel it. I know you feel it too. Across the water, there's a boat that will take us away. There we'll stay. Yeah, yeah. I can't find the key. מזנין. Can't nobody love you like I love you, yeah. Can't nobody need you like I need you, yeah. Why you got your head
we want to be. Millions march back on their feet. Still no sign from those who preach. Teach me not, they don't represent me. Yeah. You've been waiting for. No, it's time, ain't gonna wait no more. Can I get a shout for me? You know when something's on, when it hits your heart, you feel like starting over, straight back for yours. And everything is everything, everything we see. She's doing all that we want to be. Nothing's new and nothing gained, with all it's lost and nothing claimed, except the parts that keep for themselves. Yeah. Here's the one you've been waiting for. Time ain't gonna wait no more. Can I get a shout for me? Oh, can I get a little piece for me? For me. Oh, for me. Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Океј, се враќаме во студиото со нашиот вечерашен гостин Владимир Лазоровски Адо, со кој почнавме да го чешламе меин стејџот на овогодинешниот Exit 08. Меѓутоа, пред да одиме со другите вечери на овој фестивал, сепак ќе се навратиме на она што Lithium Records го покрива како организација и како поддршка на фестивалот овде кај нас во Македонија. Со какви организацијски проблеми се соочувате или се тече гладко кај нас кога се работи за поддршка на Exit фестивалот? Не тече се гладко, мислам организацијата не е едноставна бидејќи се работи за друга средина. И нивната перцепција за како треба да тече една организација на медиумска кампања е по некои стандарди кои за жал кај нас се уште не функционира. Значи медиумската структура на земјава не функционира така како што функционира, да речеме, не дека Србија е нешто сјајно, туку они се трудат да ја научат Србија на некаков начин на функционирање. И сега се трудат и нас да не учат, ама не е ова Србија, ова не е нивна територија, не можат они да знаат со какви проблеми ние се соочуваме. Значи зборуваме за координираност со радија, телевизија, вестници, сето во принцип медиумите што ги селектиравме не сгрешивме ниту за еден. Значи со сите медиуми што ги селектиравме за координација во оваа кампања, со никој немавме проблем. Имавме проблем со тие што не прифатија да соработуваат, но сигурен сум дека ќе им текне колку изгубили. Тоа е нивна приказна, не? Така, да. Вообичаено секоја година се прави како некаков припарти на Exit фестивал. Сега позборувавме малку надвор додека пушевме цигара. Ќе се случи ли тоа оваа година или не? Па најверојатно нема да се случи. Причината? Причината е тоа што едноставно, како што ти реков, не можеш да го позајмиш брендот, туку можеш нешто да брендираш. Значи да биде тоа некоја форма на Exit
промоција, но да не биде зајмен настап од некој што воопшто нема да се појави на фестивалот и тука се појавуваат некои нејасноти што не враѓаат со плод како кампања, значи никаков резултат ние не гледаме од таква промо забава. Така, рече дека луѓето претходниве години не се баш задоволни, меѓутоа ја баш напротив сметам дека баш тие забави беа и тоа каков директен начин да се представи она што за неколку дена ќе се случува во Нови Сад или за неколку недели. Знаеш, така што сметам сепак дека требало малку повеќе да се поработи на тој план и сепак да има некаква. Јас сум за таа варијанта апсолутно, ама знаеш кога нешто ја ќе влезам во нешто со романтично чувство. Сега јас сум координатор, кога ќе се погледнат бројките, од друга страна се гледа дека нема никаква разлика. Тоа е само уште една забава во Скопје, да ние жив и здрав градов имаме доволно забава. Така да не треба сега ние да организираме нешто што би било именувано како нешто што е огромно и некако се губи целата смисла. Полесно е да се инвестира, не знам, во посетување на што повеќе емисии или работење на да се обезбедат што повеќе интервјуа за наши медиуми директно со звездите кои што ќе настапат, отколку да се организира нешто што и така се случува. Така. Вообичаено кога доаѓаат музичките звезди, да ги наречеме, на Балканот, вообичаено посетуваат неколку градови овде, кога веќе се овде, нели? Не знам, релација Љубљана, Скопје, Загреб, Белград. Нели постои некоја шанса имињата што гостуваат на Екзит за луѓето што не се таму? Барем следниот ден или после 2 дена да дојдат во Скопје кај нас. Дали Литиум размислувал на таа релација? Размислувал Литиум на таа релација, но главната причина, ако треба да се лоцира негде, може би е стопанството наше. Стопанството, па никој нема, знаеш, никој нема интерес свој производ да врзе со некое големо име. Затоа што реално 3 или 4 производа, избегнувам да кажувам брендови, можат да си приуштат да се залепат за некое големо име. Работата е што Екзит е посетено, речи си во фреквенција гледано 200-300 илјади луѓе и многу е логично да се врзе некој менеджмент, некој букинг сериозен, да се врзе со токму тој настан или со токму тој квантитет наспроти нешто што не да го подценуваме нашето општество. Да не осудуваме дека не би било успешно овде, меѓутоа сепак веројатно тие луѓе кои би го погледнале концертот во поголем број се веќе на Екзит и ќе ги гледаат таму. Така, да, а не е некоја голема жртва. Знаеш, не дека ние го продаваме Екзит, туку реално цената екскурзија да одиш ти на најдобриот фестивал во Европа, реално да те чини некои 150 евра, тоа е невозможно било каде да си во светот. Во Јужна Америка да си негде не можеш тоа да го реализираш. За еден ден за пиво ќе потрошат, да речеме таму. Токму така. Да, јас одев на Пепси Зиге 90-тите години во Унгарија, тогаш се уште немаше визи, барем од тоа бевме слободени. Меѓутоа, да, се трошаат дефинитивно многу повеќе пари во Унгарија отколку човек што би потрошил 4 дена во Нови Сад на фестивалот. Резултатот е Зигет е многу сериозно загрозен од Екзит, а е многу помлад. И како се случува тоа? Значи, сепак може да се случи доколку некој сака да помогне, да подржи, да намириса добра идеја, да го цени трудот на тие момци што се нафатиле. Така. Океј, ајмо. Идеме на петок. Петок 11 јули. 7, да. 20:30 Госип. 20:30 Госип. Госип се всушност сиетелска, она воочлива е. Значи, ако на некој од слушателите не му значи ништо Госип, тоа е една пополнета девојка со многу соул глас, со многу енергичен настап. Тоа се вика, верувал или не, queer core.
Значи омилената музика на геј заедницата во Америка. Сега некоја оценка дека токму таа заедница има чувство за забава е оценка за самиот бенд и Госип е одлична варијанта за почнување на вечерта. Супер, ова беше доволно провокативно за да се види овој настап. Добро го објасни. После неа главната звезда Пол Велер. Односно има уште многу звезди овој ден. Супер. После Госип следува Пол Велер. За Пол Велер не знам што би кажал податок кои го обработуваат и Exit и сите релевантни сајтови. Значи е дека Virgin радиото него го смести во 100 највлијателни музичари, ама во 3 варијанти, значи како Style Council и како The Jam и како Пол Велер. Ја го сакам The Jam периодот. Да, и мене The Jam ми е има на плоча дома, да слушам често. Да, ете. Гифт се мислам на Скопјево Пол Велер му е многу мил и им се гледа на луѓе повозрасни, што и да значи тоа. Им се гледа жар во очите кога ќе се спомне. Навеќе се лепат за него, значи. Супер, да. Добро, да, не треба многу да зборуваме за Пол Велер, дури и на Радио Равел 1. Primal Scream е всушност пулен, што би се рекло на Пол Велер. Значи, се тоа што е Oasis, целата британска музика, вкус некој специфичен, се најверојатно од советот за вкус на Пол Велер креирано. Primal Scream исто така приказна за себе. Мило ми беше што ги чувме. Потоа следи, значи тој после 2 сет на Exit. Втората вечер ќе биде резервиран практично за Рони Сайс, како што ти кажав. Рони Сайс Represent следува. Значи негов сет добро проверен на Exit, он е пријател со Exit практично последниве 5 години. Да, има учествувано. Потоа следуваат Scream и Benga featuring Stamina MC за Рони Сайс да се врати дури во 5 часот изутрината, заедно со MC Dynamite и да им го приреди на новосаѓаните токму тоа што го зборевме, што изгревањето на сонцето, да, што уживаат, Ако успее да се врати на сцената, ако се запие шампању бекстејдж, не знам дали ќе се појави. Ќе му одговара, најверојатно заради хонорарот, можеби ќе мора да се врати. Океј, скокаме во сабота, ми се чини секогаш најатрактивниот ден на Exit, бидејќи овие 2 дена горе-долу се работни и колку што знам, обично сабота и недела се оние 2 ударни дена кога Exit се сосема логично акцент да се удри, и јас мислам така. И саботата е кукла пред се заради Африка Бамбата. Мене лично ако ме чепнете, тоа е тоа. Не, пред се за Juliet and the Licks, мислам дека тоа ќе биде најатрактивниот настап. Додека да стигне Африка Бамбата, ќе треба Гогол Бордело да се видат. Тоа е една откачена варијанта, ми се чини украинец. Бордело е украинец, е водичот на бендот, а секој член заедно со него е њујорчанец. Значи сите се емигранти во Њујорк, во посоцијалните средини и сега како што се разви светот после 90-тите години се изродија и такви вентили на фрустрација, на некоја носталгија за родениот крај, поима немам како да го опишам, ама Гогол Бордело се кукла. Една од паралелите што ја користам, значи Мадона настапува на Live Aid претходната година и настапува со Гогол Бордело. И тоа е тоа е, мислам, доволно за да се опишат, а инаку тоа е Gypsy Punk. Така они го категоризираат и името си го правда. Но фелдера во музиката, Gypsy Punk. Инаку го зема типчево Мадона во незиниот прв филм режисерски. Во филмот разбрав дека бил загреват. Не би зашто секојаш такви филмови се окей да се гледат, кога се онакви тотални срања, тоа е секојаш предизвик да се гледа. Океј, после Гогол Бордело, 22:20, филмска звезда. In the Licks, да. Джулиет Луис, фантастична девојка која се навлече на хероин после Natural Born Killers. Тој филм ја уништи тотално. Ова не сум го знал. Да. Оливер Стоун, го знаеш филмот? Така, го знам филм. Со Вуди Харелсон, нели? Мики and Мелори, Нокс бегаат низ Америка, меѓутоа прилично било напорно снимањето и се навлекува на хероин
И ми се чини дека тука некаде прекинува незината актерска кариера, се појавува во пар филмови, меѓутоа оди претежно се личи од нели се излечи од сето тоа и потоа се навлекува на музиката. Тоа е многу интересен момент и доаѓа до оваа формација критиката вика дека после Дженис Джоплин не се видел таков настап, значи луѓето не би се сложил, знаеш. Да, ама музички, значи ова не е атрактивно за гледање. Значи за шоуто зборам. Нека си дзирнат слушателите, знаеш. Не е лесно барем денес. Нека го видат настапот на Лалапалуза или Коашела фестивал. Тоа е многу специфично, не се опишува, мене дури ме засрамува, тотално е слободна, девојката е ձверка, мислам, не надевам дека се соблекува. Па не се соблекува, ама прилично се поти и прилично е разголена, така да ако провоцира тоа нешто можеме да го форсираме како елемент на настап. Океј. На полноќ. На полноќ, да. Полените на Имир Костурица. Не е баш така, Ману Чао. Ако гледаш хронолошки, како би дошло? Мано Негра и сечеш ли се Долибел би се појавиле во истиот период? 85-та, 4-та, така нешто, нели? Така, да. Средина на 80-ти, да. Првата половина на 80-ти. Меѓутоа, сериозна дружба прави Човеков со Костурица, зашто, нели, им го сними спотот за најавниот сингл за новиот албум. Да, он му врати со песна за филм. А истовремено му врати со песна за филм документарецот за Марадона што го промовираа сега во Кан. Ја малку и филм чекнувам, нема врска. Ману Чао го гледавме во Скопје, се надевам дека ќе биде атрактивен и на екзитот неков како што е, нели? Не, за Ману Чао не знам истата категорија најверојатно како Пол Велер. Не знам што би се кажало, човек што зема неверојатни хонорари, а живее како номад, значи он нема никаков проблем да спие во пештери во Авганистан и тој го прави, он избацува албум на 2 години, на турнеја и после тоа е скитник. Значи патичињата под него и оди од Боливија до Нов Зеланд. Изгледа така пргаво човек. Да, изгледа пргаво, ама мене тоа највеќе ми личи на парижанец, изгледа, тоа е коренот на неговиот табиет, што ви рекле ние. Он е онаков прав боем тип, кога дојде во Скопје, например, он заглави во шутка 10 сати. И он највеќе уживаше во шутка и многу случајно мојата копија пиратска нормално на рекордерите од шутка заврши во негови раце. И тоа е тоа. Супер. Потоа следува Африка Бомбата. Значи после това. Африка Бомбата е тип што пред Чак Ди, значи Public Enemy и Run DMC 4 години пред нив го прави тоа што они го земаат како причина да се прослават. Не дека се лоши далеку од тоа, но Африка Бомбата е на многу убава приказна од Јужен Бронкс. Типчето членувал во некои банди, заминал во Африка, почувствувал некоја енергија, се вратил и работи на културни центри за афроамериканци. И многу резултат всушност има плодено неговата работа на тоа ниво, а од другата страна, значи музичката, он ја има поставено сцената во Бронкс за клубска сцена, затоа што клубската сцена, тоа минимално техно, води корени од Детройт. Сега не било познато надолу да има такво нешто и он го комбинира тоа со неверојатно рецитирање и многу силни рилики. И друга информација што е интересна за него е дека оние банди, не знам дали ги знаеш, Крипс и Редс, најголемите две фракции на црнечки банди во Америка. Многу зајадени, многу опасни, не меѓу себе, остаи што биле меѓу себе опасни што се убивале, туку заедницата ја уништувале. Они има направено конференција во Њујорк и ги има смирено, се заканувало практично граѓанска војна, 20.000 на 20.000 да се пукаат со пиштоли на сред Њујорк. Тоа е неговата магија. И на награди за хип-хоп, он седи секогаш во посебна ложа, има кореографија како крал, он седи на посебна столица, мислам, тоа е една естетика што... Хајле Селаси. Да, близу. Так.
И ноќта ја затвораат High Contrast and MC Wreck, значи веројатно повторно Така, и сличната варијанта. Сличната полубендовска варијанта. варијанта. Океј, и конечно недела, време е да го заокружиме овој дел од разговорот. The Hives, швеѓани што се прославија со комерцијален гитарски звук. Добро кажав? Да, да. Комерцијален гитарски звук за Не мора да звучи за грубо кој што- комерцијален, знаеш? Мене сепак ми се Жи- допаѓа. Жиден беше светот за таква музика, апсолутно. И Да, не фино влегува во тој фолдер, неколку бендови излегува одеднаш. Да. The Strokes ми се чини тогаш се појавија. Да, па така. тие се во таа категорија бендови. спаѓаат од стотици што можат да се видат на MTV. Да. Се издвоија тие 5. Покажаа дека можат да издржат. И не е само музиката, интересен настап има. Настапите нели, нивни, секогаш настапите нивни од важат Росен, за многу жестоки. Да. Доказ за тоа е Глазгов, значи на островот ако те прифати публика на фестивал, значи те бива Тоа е едноставно, тоа. тоа е тоа. И многу ми е мило што ќе ги гледам. Зошто не се случува во последниве 10 години, има само неколку пикови, неколку акценти што се покажуваат како различни бендови, Hives се дефинитивно меѓу нив. Тој настапија веќе во Загреб пред пар години, сега доаѓаат и на Exit во Србија. Супер. Министри 22 часот последниот Министри, ден. тоа за некоја по возрастна генерација или за некоја многу свесна млада генерација. Зависи како гледате, од чија хронолошка точка гледате, но Министри се всушност креаторите на тој индастријал звук и повторно креаторите на тие влијателни музички правци доаѓа од Америка. Значи од Чикаго доаѓаат Министри, функционираат постојано, имаат над 12 албуми, Министри се сами за себе. Звукот нивни продуценти, например, го фалат како еден од најинтересните тврди звуци. Значи, од појачало тоа што ќе излезе да им го преведеш ти на луѓето, тоа го можат Министри. Да, култен бенд, меѓутоа ми се чини дека кон крајот на 80-ти и почеток на 90-ти на некој начин беше врвот. Да, така, нели? Да, точно. Меѓутоа луѓето продолжија да работат, така што како што сме ние овде проклети после толку години имаме можност и во Македонија да гледаме бендови на залез. Зашто да не и Министри, нели? Па кога нема бендови на изгрев, не знам зашто да не им се радуваме на овие на залез, знаеш. Океј, и доаѓаме до веројатно како се вика тоа јаготка на сентиментална јаготка е тоа. Мене се ми личи дека ова е оригинал сентиментална работа, значи Пекиншка патка. Пекиншка патка се реоформуваат после толку години, боле да носим кратко косо, ќе видиме како функционираат денес на сцена овие. Не функционираат. Ова е оригинал правење кејф на организаторите на фестивалот. Значи Пекиншка патка се бендот заради кој се појавил новиот бран во бившата Југославија, заради тоа што Југотон се нафатил да им издаде 35.000 синглици и они да ги продадат за месец ден. И кога видели едниве дека може и другиве дека може, ПГП РТС например ги одбиле затоа што им било дрско. Они го имаат променето Нови Сад скроз на скроз, значи го имаат превртено градот. Не се првите панкери во Југославија, од Словенија доаѓаат, значи првите панкери панкрти, но ова е еден пласмано на панкот во меѓу луѓето, начинот на живот, значи малку слобода. Тоа било стиснато и од анекдотите што ги нуди Exit како дел од кампањата за Пекиншка патка, вели како министерот за внатрешни работи, кој бил од Војводина, во 83-та година му се јавил начелникот на комунистичката партија на Војводина, кој што си имале сите ренџери во секоја зона, и му рекол, кај си бе панкеру? Зошто било видливо на самите улици за 2 месеци се променил начинот на облекување, на однесување. И типчето, всушност главниот на Пекиншка патка, пејачот, бил професор на електротехничка школа во Ниш, па станал Пекиншка патка, па кога намирисал дека ништо не чини во земјата, си заминал за Канада, 20 години е таму, и Exit си го прави кејфот и има можност да си ги донесе во родниот град да настапат
во иста вечер со Sex Pistols. И тоа каква голема чест. Да. И тоа е затворањето, значи на фестивалот со Sex Pistols завршува. Што приказни сега има за Sex Pistols? Нивното гостување во Нови Сад. Не сакам да зборам за Sex Pistols, мислам тоа е Не што значат, како значат, туку има ли нешто што бараат за нивното гостување? Како Не се они толку намќурести. Не ја знам деталната она што сега станува популарно меѓу новинариве Райдер листа, знаеш, потребите на самиот бенд, ама мислам дека не се они толку зезнати како што луѓето би замислиле дека се. Плюс и стари се луѓето, ама еве уште еден залез, ама вреден залез. Да се види. Океј, супер. Го заокружуваме и овој дел од разговорот, ќе влеземе повторно во студиото со представување на оние споредни сцени каде што исто така може да се видат интересни имиња, меѓутоа пред тоа одиме со музика. Ги слушаме Hives, веќе споменатите, и Летош тука еден нов интересен бенд кој обично нашиот колега Шилјо од 11 до 12 во неговите 60 минути независна продукција и тоа како често ги врти. Одиме. 1, 2, 3. Мезанин.
Радио Равел 96 FM. Jedeš lubenicu slatka, iznutra crvena. Jednom ću postati mudrac, a ti moja žena. Ne piješ, ne duvaš, a vidim, ipak sve znaš. Baš. Ovdje gdje živimo imamo podzemne vode. Imamo mrtve patuljke što opet se rode. Isti su kao mi, samo su mudri. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Umjesto stojimo, trošimo pokrete riječi. Znamo šta diže i spušta, a šta nas to liječi. Patuljci znaju fol i drže monopol. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Oni nam šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale, signale. Do pametni šute, govore budale. Do pametni šute, govore budale. Do pametni šute i čekaju finale. Do pametni šute, govore budale. Do pametni šute, čekaju finale. Do pametni šute, govore budale. Do pametni, 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 pametni. Океј, го заокружуваме вечерашниот разговор со нашиот гостин Владимир Лазаровски Адо, пиарот на Lithium Records, со кој го покриваме во годинешниот екзит, кој уште еднаш подсетуваме од 10 до 13 јули се случува во Нови Сад на Петрова-Радинската тврдина. Ги представивме главните гости, главните бендови музичари на мејн стејџот, меѓутоа сега ќе направиме еден брз прилет на оно што се случува на останатите сцени. Адо ти ми кажа дека таму има околу 20 и кусур сцени, меѓутоа ние ќе ги опфатиме оние поголемите каде што сепак се собира поголема група на луѓе и фанови на оние гости што ќе дојдат во Нови Сад. Денс Арената што ни оваа година? Тоа е заштитен знак, значи на фестивалот Exit. И ако ја разгледате таа ден сцена светска, практично имате се годинава. Они всушност ги имаат сите значајни имиња донесено до сега. И годинава е тоа, мислам,
Крудерен Дорфмајстер. Тоа Така. е една интересна комбинација. Интересна Австрици варијанта. мисля, че. Австрици се и покрај тоа што се они интересна варијанта како клубска музика, они имаат многу добар настап. Значи лед монитори имаат огромни и имаат посебен тип, значи образован за тоа. Посебен човек си носат што пружа визуелно онакво задоволство до крај. Така. Дип Диш се Свен тука. Вон, Дип Диш, Лорен Гарние. Лорен Као Гарние. најекспонираното име на оваа сцена. Најверојатно. Знаеш, многу е симптоматично, ова не може да мотивира многу во Скопје оваа сцена, бидејќи освен Крудер и Дорфмајстер Се друго е во видено, Скопје. да. И тоа по неколку пати. Тоа е тоа, Свен Ват, Клод Вон Строк, Too Many DJs, тоа е многу интересна една варијанта, тоа се радио момци од Белгија, кои што имаа многу проблеми со авторски право. Они направија еден микс, си отворија не своје радио, туку превземаа радио и го направија пиратско радио и направија 4 микса од по 60 минути со по 30 до 60 секунди од познати песни хитови и ги измикса. И после тоа дури им текна дека некој ќе им побара авторски права на тоа што го направиле и ги изменија некако стандардите на бродкастингот во Белгија на радио. И втор пат доаѓаат на Exit и многу е задоволна публиката од нив. Супер. Тука се Том Нови, Тига, Солвак, што е уште една Too Many DJs варијанта, Франсоа Кей. Океј, одиме на Converse Fusion Stage. Тоа е поголемина втората сцена. Значи, најзадоволните мештани излегуваат токму од таа сцена. Новосеѓаните највеќе ја сакаат, бидејќи обојни програм редовно таму прави крш. Овој пат ги гледаме Дисциплина Кичме, Човек без слуха, Бјесови, Блокаут, Бед Копи, Едо Мајка И Плей. И Плей, да, тоа е се од по-новата генерација, Да. освен Кичман или Да, Джинкс. Джинкс исто, да. Лето Штуке, штуке. Лет 3. Лет 3 е испробано шоу, значи нема утка. Тоа што е зенит на Converse Fusion Stage е Gentleman и неговиот Фарист Бенд. Тоа е тоа што е приоритетно, но тука ние и Кирил, токму на оваа сцена, со таа гаеа варијанта од Нью Йорк Сити и Серчук оркестра од Штип. И тоа би било тоа, мислам, има неколку бендови, токму тие што ги наброја се значајни за регионов, имаат одлична сцена, значи не би имало смисла според мене да ги сместиш на главната сцена, ова е доволно голема сцена, доволно посетена и тоа би било тоа. Одиме со Explosive Stage. На Explosive Stage Ова е што годинава е? направија Hard rock варијанта, hardcore. Hardcore, метал, death metal, goth metal. Shim 69. Сега, Shim 69 е нешто што ните goth metal, ните hardcore, туку тоа е индустријски англиски панк, ој, значи со срцето на улицата до крај сем, нешто што мене ми е многу голема привилегија што ќе ги видам токму Shim 69. Работата е што на Explosive Stage-от вложија огромни напори Exit да си ги промовираат домашните бендови кои што се занимаваат со овие, да речеме, екстремни видови на гитарски звуци. Тоа што покрај Shim 69 е за потенцирање е Tiamat, уште една шведска варијанта која на таа готска сцена е нешто што е undercover, значи не е нешто што се пласира на комерцијални телевизии, но тие што вистина си го носат во срцето тој стил на музика, знаат колку значат Tiamat. Така. И на крајот овде се издвоил нели од изборот од толку сцени низ World Music Stage сцената. Низ World Music Stage е стејдж на кој што работат еден куп букери, значи луѓе кои што ја следат оваа сцена, гледано во последниве 2 години, една од ретките музики што се продава се класифицира со World Music. Значи има од бугарска варијанта на семплирани народни звуци,
бразилски алтернативни бендови, турски варијанти, значи се може тука да се Може би да името се на овој сретне. бенд се би објаснило Драмен Зез. Така. Че тоа е една мешавина, еден микс од сето оно што представува world music од различни делови на светот, меѓутоа веројатно спакувано во некаков модерен стил. Да, тоа што е како што ти спомнав, тоа што на широка врата влегува сегде низ западна Европа, дури и во Америка се пласира како некој стандард за продукти. Америка си е тоа што си е и имаат традиција, значи Exit секогаш инвестира, вложува во таа World Music Stage и најверојатно имале многу добра визија момците, бидејќи од самиот почеток на фестивалот го форсираат овој стил на музика и со еволуцијата на фестивалот се покаже дека добро проектирале како ќе се случуваат работите. Така. Океј, пред да го заклучиме разговорот, се навраќаме повторно на оние бирократски работи. Како е заинтересираноста оваа година за Exit во однос на лани, во однос на претходните години, колку луѓе уште колку време имаат, колку карти, слободни места за камп, како е букираноста во Нови Сад? Знам дека многу однапред се закажуваат станови таму за да бидеш присутен на фестивалот. Веќе нема, дури се појавуваат некои умни момци што од февруари ги букираат сите хотели и после ги издаваат. Ги препродаваат, знаеш. Тоа македонци да не се. Како? Македонци да не се тоа. Слично, словенци. Словенци. Да. Блиску. Како е кај нас заинтересираност? Кај нас заинтересираноста вели во бројки до сега 170 пакети кои подразбираа бесплатен превоз. Значи ние најавувавме постојано дека тоа е варијанта која чинеше 4650 денари, камп место, влезница и превоз во два правци. Влезницата до самиот почеток на фестивалот чини во Македонија 55 евра, што би било 3410 денари. Значи нема на градација. Нема, кај нас нема. Да, нема. Ќе има организиран превоз од наша страна. Цените ќе се утврдат деновиве, значи од понеделник ќе се знае колку ќе чини да се плати тој превоз. Камп местото само за себе си чини 1240 денари. Очекуваме. Сигурно ли е таму? Се случуваат ли кражби? Се случува генерално позитивно се. Генерално никој нема некое грдо искуство од таму. Знаете кога Добро, без два джемпера се вратиш сепак е окей. Так, да, кога има 300.000 луѓе, не е технички можно, значи не е реално да не се случи некој таков куршлус, но го форсираат годинава кампот со сите стандарди што би ги имал, да речеме, германски камп од 4 звезди. Значи топла вода, сефови за вредни предмети, интернет врска, тоалети премногу, значи тоа е тоа. Кампот е нешто што треба да го почувствува човек доколку го има тој ентузијазам за фестивал, значи ако сакам. сака. Стар веќе за тоа, искрено. Да. Ама неверојатно е, пример, ако сакаш ти како стар, кој што си кажа, можеш да се закачиш на MyExit.org блогот и на секои 5 минути излегуваат нови огласи. Значи многу практично, многу едноставно, со фотографии, со имейл адреси, со препораки. Издавам подрум, одамна не искористен, Така. меѓутоа сега реновирам. И обично се сели Нови Сад по околните места, значи одат по роднини, одат по села, одат по викендици и практично своите домови ги издаваат. Биваат една плата за 4 дена. Велат искуствата на нашите луѓе што редовно одат дека исклучително добри домакини се новосаѓани, пристојни луѓе, воспитани. Прекрасен град. Да. Градот е убав сам по себе, локацијата на фестивалот е добра и ти кажав и на почетокот, тоа мислам дека е целата причина зашто Exit си дозволил да прерасне во ова што е денес. Така. Океј, да, супер момент да го завршиме овој разговор. Ти благодарам што беше Фала гостин ти, вечерва и се гледаме таму горе, а? Ајде. Океј, баш. Одиме со Лето Штуки.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni. To većina lurida i ranog mraza. Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne. Spoji crnu i bijelu ne boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam. Svi vide, niko da prizna, koja to gazi naš čizma. Bogati roditelji ne žale, za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. To nije minimalizam, to nije minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to kapitalizam? To nije minimalizam, to nije minimalizam. Svi vide, niko da prizna, koja to gazi naš čizma. Nacionalizma. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo zidate dvorce i zatkove, da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jej! Бакни го звукот. Мезанин. Океј, за крај на ова вечерашно издание на Мезанин, во кое претежно зборувавме за оно што ќе се случува на Екзит фестивалот, сепак ќе направиме мала дигресија и ќе најавиме уште еден интересен настан, уште една интересна журка која ќе се случува на 14 јуни, значи во сабота, со почеток во 20 часот, во рок-барот Круг, во трговскиот центар Бисер. Се надевам дека знаете каде се наоѓа ова пријатно место. Едновремено и спонзори на оваа емисија. Инаку се работи за хуманитарна забава во која е вклучен мојот драг пријател Петар, со кој заедно ја реализираме оваа емисија. Хуманитарна забава за, како што вели флаерот, за нашата и што туку ваша другарка Бранка Сигерова.
која во периодов има здравствени проблеми и на која и треба вашата помош. Значи, со само една испиена пијачка, вие веќе и помагате и таа однапред ви се заблагодарува. Името на овој настан е Love Will Make Us One Again. Сето тоа во сабота со почеток во 20 часот во круг во Бисер. Се надевам дека ќе бидете таму и дека ќе изразите својата хуманост. За илустрација на оваа забава во сабота, се надевам дека символично фино ќе легне темата New Beginning на Tracy Chapman. Мезанин. Time to start all over, make a new beginning. It's too much pain, too much suffering. Let's resolve to start all over, make a new beginning. Don't get me wrong, I live life and living. In a unified whole, but not too many stand alone. It's too much separation. Can resolve to come together in the new beginning. Start all over. Start all over. Start all over. Start all over. We can break the cycle. We can break the chain. We can start all over. In the new beginning, we can learn, we can teach, we can share. The myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better. Change our lives and past, create a new world. Start all over. Start all over.
language. These will redefine the world. Oh, start all over. 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 There are vipers. Right to free speech. Down the tweet. Мезанин. Look at these hoardings on the capitalism. Меѓупростор на Радио Равел. Mass unemployment. Rough smooth. Arsehole wank. We've got $5 million in Britain. Музичка емисија. We've got to get the working class back to work. Мезанин. Ordinary people back to work. No Queen. No Charlie Boy. And no Rich and no America. And no 96 FM. Мезанин. Го закружуваме вечерашното издание на Мезанин, 2 минути по полноќ, комплетна посвета на Екзит фестивалот и на крај најава за една интересна журка во сабота во Бисер во кафулето Круг, се надевам дека ќе бидете таму. Океј, поздрав до следната среда, Игор и Петар беа со вас вечерва и нашиот гостин Адо. Се надевам дека уживавте претходните 2 часа на оваа фреквенција, се надевам дека ќе биде така и следните 3 часа со ноќната програма Радио Багдад со Саша Павлович Фреш. Чао, чао. Westminster Bank. Private, publicised. No Britannia Hotel. That's the prostitution hotel.